Дали цар Борис III во Охрид ќе ја доживее истата судбина како и Ванчо Михајлов во Битола. Комисијата за употреба на имињата утре ќе расправа и треба мислењето да го достави до министерот за правда, кој го има последниот збор. Кренар Лога уверува дека ќе постапува согласно законските измени. Значи, пуштено е барање од страна на Централен регистар до комисијата. Утре треба да има комисијата состанок и врз основа на тој состанок има извештај до кај министерот за правда и после тоа јас ќе донесувам соодветно решение како беше и во првиот пат. Од Централниот регистар се децидни дека ниту од вториот бугарски клуб на 16 минатиот месец не биле поднесени соодветните документи за промена на името. Со ова цар Борис III преку законска дупка успеа да проживее некој ден повеќе. Дека од Охридскиот клуб немаат искрена намера своето име да го прилагодат на новиот закон за здруженија и фондации, претходно кажа и самата директорка на Централниот регистар. За Сдруженијето цар Борис III на 10.2.2023 е поднесено барање допис каде што бара да се усогласи со новиот закон за здруженија и фондации и при тоа не е наведено ништо во тоа барање. Тоа е еден лист хартија. Значи, тој лист хартија не ја задоволува законската процедура за поднесување на документи. Околу плановите на Бугарскиот културен клуб од Охрид став баравме и од првиот човек на цар Борис III Томе Блажевски, но наместо став ни кажа дека не сака да комуницира со нашата телевизија и во Србија да правиме муабет за Алфа. Со отварањето на Бугарскиот клуб, а уште помалку со неговото име не се согласија охриѓани, кои со протести се противеа. Канцеларијата на клубот беше вандализирана во 2 наврати.